Јужниот дел од Македонија, во Струмичко, се уште има многу активности, иако залади времето, иако застуде, но тука работите не застануваат. Господин Глигоров, тука може да се каже во некој од овие земјоделци што професионално се занимаваат со градинарство и трета култура е ова како иде. Како беше сега што е ова во тек се бербите на ова е зимска зелка? Така е, како гледајќи го периодот на производство во просторот кај што се наоѓаме веќе е трета култура. Меѓутоа се работи за зелка кој што обично во нашиот регион се одгледува во пролетните месеци. Тоа се значи стасова за берба март, април месец најкасно. Меѓутоа сега се работи за една ситуација кој што претходната година и ова година е доста застапена. Културата од зелка како трета култура, меѓутоа има многу краток вегетационен период кој што во текот на 2 до 3 месеци значи стасова за берба. Тука конкретно се работи за рано стасни култура од зелка кој што од сеидбата до сега до бербата се одминати 55 до 60 денови, што е доста брзо. Тука помогна нормално и климатските услови, меѓутоа како што одминува времето, така да постепено приметуваме земјоделските производители таквите периоди, поточно како што имавме сега малку продолжена есен, значи со добри климатски услови, дојде до една стварно добар квалитет на производство, добар квантитет, значи и количини, меѓутоа се однесуваат за култури повеќе во страната на зелковите. Значи се работи за сорти кои што се барат на пазарот, сорти кои што се доста користат за консумација, за свежа консумација исклучително, исклучително за свежа консумација и се наменети за извоз. Оние што се професионални земјоделци работат, но некако бројките за овој регион покажуваат се помалку имаме вкупно производство, се помалку домати, се помалку, не знам, зелка. Како гледате, што се причините? Скапа работна сила, се помалку луѓе? Така е, точна е констатацијата, тоа го приметуваме при одењето на терен кај земјоделските стопанства, се приметува отсуството на работна сила, намалени семејни земјоделски стопанства, намалени површини во однос овие култури кои што ги спомнавте, значи ако минатата година 50% е била намалена, кога се намалени површините од производство на домата, ова година се очекуваат уште 50% да бидат намалени, што значи има недостаток на работна снага. Потоа се преориентираат повеќе луѓето околу производството на таквите култури кои што, еве така да спомнаме, на некој начин се малку полеснителни за работа или се користат работна сила од страна, така да полека се намалуваат површините. Нема услови за механизација, па да си некако да си олеснат. Пак многу е зависно, оваа гранка е зависна од работна сила. Да. Луѓето дел од механизацијата или опремата имат за употреба, значи тука најчесто испоменуваме системите околу наводнувањето, што е стварно и ѓубрењето, фертилигацијата, значи со системи за наводнување капка по капка. Меѓутоа, и исто така и самата обработка со нова механизација по пат добивање на мерките од ИПАРД и рурален развој, исто така и како и опрема, приклучна механизација, меѓутоа сепак е потребна таа работна снага која што е неминовна во текот на самото производство, каде што изискува тоа ќе стане и станува поголем проблем околу самото производство и текот на самото производство. Спомнав јас тука застој во работата нема, постојано нови циклуси почнуваат, кои се советите и препораките? Дел од земјоделците почнуваат и со производство на расат, а времето веќе доскоро не служеше, имавме продолжена есен, доста топла, но веќе заладува. Сега треба доста да се внимава. Така е, мора да се внимава, значи ние сме на површина под пластеник кој што во зимскиот период е под контролирани услови, мора да спомнеме тука. Меѓутоа имаме од непосредно близко до нас веќе имаме производство на расад кој што веќе четвртиот лист е веќе во формирање, што значи
точно е дека нема застој во производството, меѓутоа еве да напоменеме една ситуација и да ги посоветуваме нашите земјоделски производители, посебно нашиот југоисточен јужен регион, кај што овие денови значително се намалија температурите, исто и како надвршните температури, така и и во подпластениците, затоа е неминовно следење на температурните услови и временските услови, каде што Може да направи некоја непоправлива штета? Да, така некои од производството кој што пример ќе ја спомнам пиперката, куртовската капија, каде што се уште имаше некои од земјоделските производители беа во берба, во тек во берба, значи како втора или трета берба. Пред 2-3 дена се случи ситуација да падне температурата и тоа значи остана во самите пластеници неискористени. Затоа треба да внимаваат посебно во расадопроизводството. И таму каде што се при крај со бербите да внимаваат поточно во ноќните температурни ситуации, бидејќи во текот на денот интервентно може да се делува околу спуштање на вентилации, луфт и така натаму во пластениците. Меѓутоа ноќниот период е малку проблематичен, бидејќи тука и паѓаат ниските температури. Посебно внимание да се обрати во расадопроизводството. Тоа е ипак со контролирани услови, со термостати, се коригира таму температурата, колкова треба да биде. Се среќаваме исто во случаеви каде што напротив ноќните температури треба да бидат пониски намалени во однос на мерењето на температурата, тие ги покачуваат. Значи ако е надвор пониска температурата, не значи дека внатре треба да биде повисока температурата. Со тоа овозможуваме многу побрз пораст на самите растенија, меѓутоа тие се исциглуваат и не се отпорни понатаму. Си прават лоша услуга, не ги јачат, не ги челичат малце. Така, не се челичат понатаму и не се отпорни понатаму. Спомнавме има намалено производство, се чувствували или овие малку повисоки цени што се сега актуелни, еве како одат цените сега на зелката, може би се одрази на тоа намалено производство, веќе не е она да има наплив од производи па да урива цената трговците, веќе трговците сватија па малку пореални цени даваат. Да, во однос на откупните, значи најповеќе кај нас дистрибуцијата или пласманот се одвива по пат на откупно-дистрибутивните центри, меѓутоа дел оди по кванташки пазар. Пред неколку дена цената беше од 16 до 18 денари по килограм, што сметаме значи калкулативно дека е солидна цена и за период кој што се бере. Меѓутоа, овие последните 2 дена веќе откупна цена е падната на 10 денари, што значи ако и понатаму оди и падне температура, цените откупни паднат испод 10 денари, веќе калкулативно и со трошоци нема да може да се покријат земјоделските производители. Потребно е малку да се внимава околу откупите и пласманите и околу квалитетот, меѓутоа откупните цени треба да бидат стабилизирани, да не се случуваат преку ден-два да се менуваат цените. И тие ако паѓаат редовно, тек тогаш ќе нема. Така, тек тогаш ќе се случува една ситуација и тие површини што веќе ги планират земјоделските производители, кои што и ние сме информирани веќе што е тоа што отприлика го планират земјоделските производители, па да ги насочуваме на некои материјали, семенски материјали, сертифицирани, дали ќе бидат садници, посадочен материјал или семенски материјал. Меѓутоа, ако во стартот тие не се стимулирани со откупните цени и пласманот на земјоделските производи, кој што и така е отежнат кај нас, ќе треба нешто да се менува однос на таа политика околу откупот и пласманот на земјоделските производи.